Почитувани мој добар ден и добре ми дојдовте во малку поинакво издание на Црвена линија. Слободно ке речам празнично, бидејќи иако сме 24 октомври понеделник, го одбележуваме денот на македонската револуционерна борба, а тоа е 23 октомври. Како и да е, ова издание целосно ќе биде посветено на во Црвена линија, ќе биде целосно посветено на овој празник. Она што секако следува е анкета која што ја направивме меѓу нашите граѓани со цел да провериме и видиме колку добро си ја познаваат историјата и дали знаат всушност за каков празник зборуваме. 23 октомври. Празник е. Дали знаете што се празнува? Па тоа не знам, денот на ВМРО-вците 23. Не е ден на ВМРО-вците, близко сте. Значи, ден на македонската револуционерна борба. Празник на 23 ВМРО. ВМРО. А дали знаете што се случило на тој ден? Не знам. ВМРО. Не е ВМРО. Ден на македонската револуционерна борба. Ден на револуционерната борба на Вие сте македонскиот народ. денеска сте вие прв кој погоди. Денот на македонската борба? Денот на македонската револуција. Ама ве молам? Ама ве молам? Ден на ВМРО кога што знам. Тоа е ден на ВМРО, ама не е така. Не знам тие години што може да се случува. Ти бе господи, знаеш ли што е работа? Не знам што се. Кои? 23 октомври. Па не ми е познато. Не знам. Ние не знаеме. О, не. Појма немам. 23 октомври. Да. Не знам што празнувам. Денот на македонската револуционерна борба. Ден на Македонија. Ден на револуционерната борба? Како што е именувано Ден на револуционерната борба? Дали знаете во кој град е основана македонската револуционерна Во организација? Солун. Не знам, тој брзан. Не знам, не. Не знам. Не знам. Дали знаете барем еден од основачите? Биле 6. Па не. Ќе ви помогнам. Еве на пример ДГ иницијал. Даме Груев. Петар Попарцов, Браво. ресенчанец од ХТ. да, Христот од Татарче. ДГ. 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 Не е Гоце Делчев, него ДГ. Го има во химната. Даме Груев. Тоа се помлада генерација. Даме. Даме Груев, Да. ХТ. Христо. Христо Татарчев, така? Виж ги знаеш, само не ти текнува. Само не ми текнува, да. Даме Груев. Даме Груев. Даме Груев. Даме Груев. Татарчев. Даме Груев. Христо. Татарче. Петар Попарцов. Христо. Да. Татар. Нешто беше. Татарче. И ако кажете уште еден од основачите, ќе ве наградам нешто. Татарчев. Вие сте прв кој погоди се. Особено чест и задоволство ми е во продолжение да ве подготвам за едно интервју или подобро да речам историска приказна разговор кој што го направивме со Димитар Тодоровски, кој што воедно и дипломиран историчар. Токму од него многу повеќе ќе дознаеме за денот на македонската револуционерна борба. Драги мои, особено чест и задоволство ми е да најавам дека во ова студио на Црвена линија имам гостин до мене. Тоа е дипломираниот историчар Димитар Тодоровски. Дими, драго ми е што прифати и дојде да бидеш дел од оваа Црвена линија. Фала ти, Тина, фала на поканата на Телма телевизија за да дискутираме зашто е важен денешниот ден. Така, денешниот ден е 23 октомври, ден на македонската револуционерна борба. Државен празник кој се празнува од 2007 година, неработен ден, но за нас работен. И што се случило всушност, Димитар, на овој ден? Кои се основачите на македонската револуционерна борба и ВМРО генерално? И зошто е важен Берлинскиот конгрес за основање на ВМРО? Како што спомни ти, пред да дојдеме до основањето на македонската револуционерна организација на 23 октомври 1893 година, ќе дадам еден краток вовед на околностите кои што се случуваат на Балканскиот полуостров, а воедно и во Македонија. Всушност, Берлинскиот конгрес е конгресот каде што сите големи сили ќе се соберат и ќе одлучат за судбината на Балканот. На тој конгрес Српското кнежество ќе добие независност, исто така ќе добие независност и Црна Гора,
додека пак Бугарија, денешната територија на Бугарија ќе биде поделена на два дела, едниот дел северниот ќе биде кнежеството Бугарија, а јужниот дел ќе биде провинцијата Источна Румелија, која ќе има малку помал сегмент на автономија во однос на Османлиската империја. Тие нема да бидат независни. Токму на тој конгрес во членот 23 се предвидува реформи во останатите делови на европските владења во Османлиската империја, поготово на териториите на Македонија, но поради едни или други причини Османлиската империја никогаш нема тие реформи да ги воспостави. Токму од тој член внатрешната организација Македонската револуционарна организација ќе се поведе, која ќе се формира, ќе се води по тој член и ќе формира девизата Македонија за македонците и извојување на автономна Македонија во етничките и географските граници. Но како се стварат тие личности? Всушност, по Берлинскиот конгрес, сите соседни балкански држави почнуваат да работат на нивните пропаганди во останатите делови на Османлиската империја и во Македонија, се со цел еден ден да ги присоединат и да ги завојуваат. Меѓу нив, најголемо предимство има бугарското кнежество, кое што највеќе школи отвара во Македонија и претежно големиот број на македонци, млади деца, се школуваат во тие екзархиски училишта, што се под патронажа на бугарскиот екзарх Јосиф. Ова македонска интелигенција што се ствара што се создава во бугарските школи, но и во дел од грчките и помалку во српските школи, нема се согласува со пропагандите на соседните држави, па често можеме да видиме после Берлинскиот конгрес до 1893 година како има училишни бунтови внатре. Токму таа интелигенција ќе формира Македонското студентско друштво во Софија, кое што ќе биде како една основна гранка на која што ќе се темели подоцна и Македонската крижевна дружина. И во Македонската крижевна дружина, Македонското студентско друштво ќе се формира таа идеја, ќе се создаде таа идеја да се формира револуционерна организација во Македонија. Сега да дојдам на денот, на 23 октомври, сабота се паѓало, вечерта во станот на Христо Батанџиев ќе се соберат Христо Батанџиев, домакинот, Дамјан Груев, Антон Димитров, Иван Хаджи Николов, Христо Татарчев и Петар Попарсов. И тие ќе ги дадат основните начала на подоцна што ќе биде македонската организација, која фактички ќе се формира во почетокот на јануари 1904 година. Како што кажавме претходно, главна цел е извојување на политичка автономија на Македонија во незините етнографски и географски граници, со цел таа девиза е поприемчива и за обичното население, кое што не може да свати правната терминологија од Берлинскиот конгрес за членот 23, полесно им се објаснува на членовите кои ќе се зачленуваат внатре. И организацијата треба да биде внатрешна, да целото население што живее во Македонија треба да членува и подоцна ќе се развива во понатамошниот развој се повеќе и повеќе. Ќе почнува да се прават повеќе клонови на секаде низ Македонија, затоа највеќе заслужен ќе биде Дамјан Груев, кој што со неговата макотрбна работа како секретар на организацијата ќе буквално целата Македонија ќе преплете со мрежа од револуционерни комитети. За само година и пол и 2 години после основањето, практично цела Македонија, дури Одринско ќе биде преплавена со македонски комитети. На тоа заседание е избран за председател Христо Татарчев, а му се дава налог на Петар Попарсов да го напише првиот устав на организацијата. И сега за гледачите да појасниме и за ТМОРО и на кои темели функционира всушност ТМОРО. Па вака, на почеток, Македонската револуционерна организација е конспиративна, се внимава што кои членови ќе се кооптираат во организацијата и каде ќе се агитира. Главно првите агитации се водат помеѓу оние слоеви на македонското население кои се противат на бугарската екзархија и на еволуционите политики на бугарската екзархија. Главна база ќе биде Солун, организацијата ќе биде во десетки, кај што секој од тие десетки нема да има право да ги издава тајните кои што се зборуваат на заседанијата на комитетите, членовите нема да се познаваат меѓу себе, забрането ќе им биде да се пеат патриотски песни со цел да се зачува конспиративноста. Исто така интересно е што МРО ќе создаде вечерни школи за да може да ги обучува нејзините членови, затоа што знаеме тогаш македонското население представува 80% од македонското население се селани, не се толку едуцирани, а интересно што МРО исто така ќе одржува и театарски представи, кај што заедно со вечерните школи ќе
ќе пробаат да го револуционаризира духот на населението со играње на театарски представи или предавања за француската револуција, обединувањето на Италија, обединувањето на Германија и другите борби за слобода на останатите европски држави. Така едуцирање плюс подигнување на културната свест на населението. А со кои проблеми се соочува организацијата на самиот почеток? На почеток, доека е конспиративна, организацијата се гради бавно и успешно, но кога ќе се осетат првите нишки дека македонска организација постои во рамките на Македонија, тај впрочем ќе стане трн во око на сите балкански држави, а пред се на Бугарија. Бугарските трговски агенти кои што работат во Македонија, кои што се дел на бугарската држава и на нејзината политика, ќе информира дека постои македонска револуционерна организација која што е автохтона и која што не зависи од ниту една друга држава, ниту пак од голема сила, и за таа цел веќе формираниот македонски комитет, Врховен македонски комитет во Бугарија, кој што се формира во март 1905 година, бугарската држава ќе се обиде тој Врховен комитет преку инфилтрирање на нејзини луѓе и офицери, преку тој Врховен комитет да преземе македонската револуционерна организација, а со тоа да го преземе целото македонско револуционерно движење. И таа битка впрочем ќе трае во наредните 10-20 години, а еве и до ден денеска дел од таа битка има нишка таа битка. Сега време е да проговориме за институтот на ТМОРО. Кој го формира и што значи тоа четнички институт? Вака, да се надоврзам и на претходното прашање, проблемот на ТМОРО ќе биде Врховниот комитет, кој што во самата година на неговото формирање во 1895 година уште веднаш ќе праќа нивни чети во Македонија кои што го нарушуваат интегритетот на македонската организација. Таа прва врховистичка провокација од 1895 година ќе заврши неуспешно, освен еден мал успех на Борис Рафов во Мелник, и ќе послужи за да се искористи македонското население и македонската борба за кнезот Фердинанд да добие легитимитет, бидејќи претходно кнезот Фердинанд нема легитимитет пред големите сили. Тогаш македонската револуционерна организација гледа која опасност ја наоѓа во Врховниот комитет и затоа го формира задграничното представништво во Софија, кој ќе биде еден институт кој што ќе преговара со сите големи сили, ќе представува македонската политика пред бугарскиот печат и пред странскиот печат и ќе носи политиката на независна Македонија. Бидејќи врховистите се служат со чети и праќаат чети во Македонија, за да се засили идејата на ТМОРО, после 1896 година, после вториот конгрес се применува од МРО во ТМОРО, начело со Гоце Делчев ќе формира Четнички институт. Четничкиот институт представува најголемата сила на револуционерната организација, затоа што претходно се зборувало за теорија и се револуционеризирало населението, но обичните селани не може да го видат тоа во практика. Но со Четничкиот институт кога ќе се создадат чети, кога ќе се испратат чети практично во целата територија на Македонија, обичниот селанец гледа дека неговите роднини, неговите пријатели влегуваат во тие чети и практично тие чети го штитат македонското население и од Османлиската империја и од останатите балкански пропаганди. Сега интересно е ова, зошто ТМОРО се служала со во наводници, да кажеме, терористи? Тоа е исто така. Тоа прашање се вулгаризираше во изминативе години во Македонија, ќе пробам да го објаснам. Практично со создавањето на четите и нивното распространување во Македонија, четите на ТМОРО и нејзините револуционерни комитети практично имаат власта во цела Македонија и тие стануваат држава во држава. За целата македонското население уште повеќе се револуционеризира и уште повеќе да се наоружа, четите исто така покрај таа улога имаат улога и на судска власт. И бидејќи организацијата нема своји затвори и нема своји останати механизми за казнување на незините престапници, организацијата главно со престапниците и со пакосниците се служи со смртни пресуди. Токму за извршувањето на тие смртни пресуди се употребуваат тие така наречени терористи, кои што немаат врска со денешниот термин на терористи, и да речеме еден Андон Ќосето, еден Андреј Докурчев и останатите, Апостол Петков, тие практично ги вршеле наредбите на високото начелство, ги вршеле наредбите на Гоце Делчев, на Јане Сандански и на останатите.
Практично секоја револуционерна борба ги има и тие црни моменти и токму поради нив се заострувува и дисциплината помеѓу народот и се воспоставува угледот и престижот на организацијата и пред македонското население и пред османлиската власт. Димитар, Иван Гарванов доаѓа на чело на ТМОР во 1901 година и сега прашањето е зошто бугарин на чело на ТМОР? Тоа е интересно прашање, затоа што Иван Гарванов навистина е етнички бугарин кој доаѓа од Бугарија и ќе стане председател на ТМОР. Практично игра на околности е зашто тој доаѓа таму и ќе пробам да раскажам целата историја на тоа случување. Бидејќи бугарската држава со Врховниот комитет не може да успее да заземе Македонската револуционерна организација, таа се обидува одбраната од Македонија да создаде паралелна организација. За таа цел, во март 1897 година, ќе го создаде Бугарското тајно револуционерно братство на чело токму со Иван Гарванов. Тоа Бугарско тајно револуционерно братство ќе ги кооптира сите оние македонци кои што се блиски на бугарската екзархија и на незината еволуистичка политика, која што сака да ги бугаризира македонците и ќе се обиде да направи клонови, не из принцип кој што ТМОР так ги има правено, ќе се обиде да направи своји клонови во многу градови во Македонија. Тука ќе настанат пресметки помеѓу членовите на МРО и помеѓу членовите на Бугарското тајно револуционерно братство, но бидејќи ТМОР е посилна, таа ќе успее по одредени закани, по одредени ликвидации да ги кооптира сите членови на Бугарското револуционерно братство и да ги внесе внатре во организацијата, се со цел да има подобар мониторинг на нив и да проба да ги искористи за своите цели. Но тоа ќе се покаже и до негде и пресудно. Тоа се спомените на Ѓорче Петров самиот вели во неговите спомени дека со тој потек всушност Централниот комитет со Христо Татарчев го внесол волкот во стадото. Интересно е зошто ова Бугарско тајно револуционерно братство постои. Тоа е всушност продолжение на она политика која што се зборува и во првата книга на Македонската револуционерна организација, напишан од Вардарски, кој што е псевдоним за Петар Попарсов. Во таа книга изрично се вели дека еден северно-бугарски језуитски одред сака да направи од македонците бугари. Но интересно за Иван Гарванов е што тој после неговото доаѓање како председател на ТМОР во 1901 година, по налог на Ѓорче Петров и на Гоце Делчев како најавторитативни во тоа време, бидејќи Централниот комитет е во затвор, ќе кажам подоцна малку за тоа, тој ја менува својата страна и првите години работи за македонската кауза, но подоцна во животот пак ќе се преобрати, ќе смени неговата афилиација. А инаку Иван Гарванов доаѓа како председател во јануари 1901 година после Солунската провала, кај што при едно апсење на членови на организацијата кои што јавно и гласно збореле револуционерни тајни во една гостилница која што била грчка, османлиската власт и османлиската полиција буквално ќе направи претрес кај сите повидни македонци во Солун и ќе најде голема документација и практично целиот Централен комитет на ТМОР ќе заврши во затвор. Во затвор ќе завршат Пере Тошев, Христо Матов, Христо Татарчев и многу други членови и буквално во тој момент се уништува главата на организацијата. Почнуваат другите окрузи да земат за, бидејќи нема легитимно централно раководство, нема легитимен централен комитет и во тој момент се до нивното напуштање на позицијата главната улога ќе има за граничното представништво со Гоце Делчев и со Ѓорче Петров, кои подоцна ќе бидат заменети од Туше Дели Иванов и од Димитар Стефанов. По 10 години од формирање на ТМОР се решава да се дигне восстание, така да дали тоа предолг период? Па самата цел на ТМОР е да се дигне восстание за да се извојува политичката автономија на Македонија, која што подоцна значи независна држава. По Солунската провала и кога се менува раководството на Централниот комитет, исто така се менува раководството и на Врховниот комитет во Бугарија и наместо Борис Арафов таму станува начело генералот Иван Цончев, кој што Борис Арафов е еден од најголемите пакосници на македонското револуционерно дело. Тој е генерал кој што е бугарин етнички и кој што ќе со неговите спонзори бугарската влада и бугарскиот кнез ќе се обиде на секаков можен начин и на физички план да го преземе македонското револуционерно движење. За таа цел врховистите во 1901 година и во 1902 година во североисточниот дел на Македонија, поточно во Сирскиот и во Струмичкиот револуционерен округ,
цело време ќе испраќаат чети кои што ќе нема да војуваат против Османлиската империја, туку ќе војуваат со местните чети на Тморо, поготово со четите на Јане Сандаски на Српскиот револуционерен округ. И колку е штетата на Врховниот комитет може да се види со нивната втора голема провокација, тоест познатата горноџумајска врховистичка провокација од есента 1902 година, кај што практично целата идеја за да се дигне автохтоно местно восстание ќе ја злоупотребат и ќе ја узурпираат, затоа што од Бугарија ќе навлезат со нивните чети, ќе направат нереди во Српскиот и во Струмичкиот револуционерен округ. Османлиската власт брзо ќе ги згасне тие нивни действија, но после тоа таа горноџумајска провокација османлиската власт ќе ги засили нејзините војни капацитети во Македонија. Таа ќе испрати тродупло војно присуство на бугарско-османлиската граница, таа ќе ги засили гарнизоните во сите поголеми градови, таа ќе засили низино присуство на сите стратешки места, клисури, ридови и слично. И имајќи го тоа во предвид, таа ќе почне да ги, да речеме народски кажано, да ги прочешлува и македонските села и да го одзема оружјето кое што 10 години трпно било собирано со големи жртви од страна на Тморо. За Тморо да не го изгуби своето оружје и да не го изгуби сето тоа што го градела во изминатите 10 години, неминовно било да се реши да дигне восстание. За таа цел на Конгресот во јануари 1903 година Тморо ќе се реши да дигне восстание, иако во литературата и во историографијата македонска се смета дека тоа восстание е пребрзано. Според мене не е така, тоа восстание е неминовно. И ќе се спрема после тој конгрес ќе има советување во Софија, кај што највидните теци на македонската револуционерна организација ќе се сондираат начинот на кој што ќе биде изведено тоа восстание и сите подготовки ќе стартуваат. Интересно е што и пред да повика Тморо на восстание, дипломатите на големите сили, скоро на сите големи сили, и на Велика Британија, и на Австро-Унгарија, и на Франција, и на Германија, и на Русија, сите веќе известуваат после горноџумајската провокација дека во Македонија во 1903 година ќе има восстание. Практично, Илинденското восстание е неминовен процес и е трудот кој што македонскиот народ во името на Македонската револуционерна организација преку борба ќе се обиде да ги завојува своите слободни, но за жал нема биде успешно тоа. А кога и зошто Тморо преминува во внатрешно македонско-удринска револуционерна организација? Илинденското восстание нема биде успешно. Македонците нема да извојуваат својата политичка автономија, но тоа ќе доведе до така наречените мирштекски реформи, кои што ќе доведат до многу подобрувања, до мали, не до многу, туку до мали и незначајни подобрувања на состојбата на христијанското население. Никој од големите сили не сакала после Илинденското восстание да се обиде да го реши македонското прашање, затоа што сите се спремале за големиот конфликт кој што ќе следи 10 години потоа со големата Прва светска војна. Што се случува? Во Тморо, поради неуспехот на восстанието, организацијата се доведува до големо разочарување. Сите бараат виновник едни помеѓу други и практично Тморо се разделува на повеќе фракции. Така, во таква апатична состојба, Тморо ќе функционира 2 години, се до Рилскиот конгрес, кој ќе биде конгрес на кој што ќе се обиде Тморо да се рехабилитира и сите тие фракции да најдат конечно заеднички јазик за повторно да продолжат борбата која што ја водат веќе 12 години во 1905 година. Интересно е што после Илинденското восстание, српската држава и грчката држава се свестуваат дека можат и они да влијаат на Македонија и дека Македонската револуционерна организација толку могна и до некаде и Бугарија толку могна, па и тие испраќаат своји пропаганди во Македонија, вооружени пропаганди. Има грчки чети, српски чети, врховистички чети и Тморо практично од една страна им се бори со османлиската држава, од друга страна се бори со странските пропаганди и од трета страна се бори помеѓу фракциите меѓу себе. За да се постигне некаков напредок во организацијата после таа патија што се случува после Илинденското восстание, организацијата пробува да се реструктурира, да се децентрализира. Треба да се даде поголема важност и поголема моќ на
револуционерните окрузи и те да имаат поголемо влијание врз процесите. Токму поради тоа се случува и Рискиот конгрес на кој што треба сите тие прашања да се согледаат и многу други повеќе. Времето е кратко, не можам сега да ги раскажам сите. И токму на тој конгрес решено е покрај другите сегменти организацијата да се пременува од ТМОРО во ВМОРО. Еве вака за крај, како би можеле историски да дадеме еден сублимат или заклучок за всушност најважното значење на 23 октомври како ден на македонската револуционерна борба? Најголемото значење на овој празник што го прославуваме денес е самата идеја за слобода, самата идеја за избојување на човекови права, самата идеја за борба за правдини. Идејата која што Македонската револуционерна организација ја втемелила во 1893, подоцна македонските партизани што ќе искористат во Втората светска војна, ни е добар пример и добар символ како ние треба продолжиме понатаму во иднина. Затоа што сите ние сме биле МРО, сите ние сме биле партизаните и тоа е вметнато во нашиот код како народ и како наша култура. Идеалите за кои што се бореле тие луѓе во тоа време, во тоа робство и во сите тие бунтови и во сите тие неправди репресали што османлиската власт ги правеле нив, кога тие луѓе имале храброст своите млади животи да ги положат за татковината, тогаш и ние денеска во слободна Македонија можеме да се потрудиме уште повеќе се подобриме државата и да се потрудиме државата да просперира. Благодарам многу, Димитар, што ни го разубаве студиото. Убаво е да не сум ние сама во црвена линија и се надевам дека повторно ќе имаме причина да се видиме и да бидеш дел од едно вакво празнично издание на Црвена линија. Фала многу за поканата и поздрав до сите гледачи на Телма. А сега дојде време да погледнеме уште еден разговор кој што го направивме во Музеот на македонската борба за самостојност. Разговаравме со водичот магистер Илија Василевски, па многу повеќе ќе дознаете за музеот, неговите посетители и воопшто значењето на истиот. Уживајте. Иле, особено ни е драго што не дозволивте и не примивте да бидеме дел од Музеот на македонската револуционерна борба во амбиент како што е оваа поставка на националната револуционерна борба. Па, кога зборуваме за овој музеј, сепак е музеј кој што не датира премногу одамна, но веќе има доволно и посетители и интерес за него и што е тоа што го издвојува од останатите музеи во земјава? Најпрво, дозволете ми од името на Националната установа Музеј на македонската борба за самостојност и мое лично име на граѓаните да им го честитам еден од големите државни празници, 23 октомври, ден на македонската револуционерна борба. Овој музеј го издвојува од останатите музеи во државата бидејќи целокупната историја, борба, државноста на Македонија е поставена во централното фоје на музеот. Се работи за борба на населението во Македонија за создавање на своја сопствена држава. Кога зборуваме за музеот, нагласивме дека тој сепак е релативно нов, но веќе има своја популарност како музеј и посетеност. Еве, кога би зборувале за неговиот историјат, иако е кус, што е она што би го издвоиле вие во однос на тоа што се содржи, што се може еден посетител да види во овој музеј? Вака, значи самите почетоци, основата, фундаментите на музеот се поставени во 2008 година, со конструкција завршен 2011 година, кога беше официјално отворен на 8 септември 2011 година, кога се одбележа јубилејни 20 години зависноста на тогашна Република Македонија, денешна Република Северна Македонија. И во музеот значи, се представени делот на станите и делот на големите историски личности кои го положија животите за денес ние да живееме слободно, како и на големите три парче харти за кои фактички се положија животите на кои е посветена борбата. Декларацијата за суверенитет на државата, декларацијата за прифаќањето на референдумските резултати и декларацијата за меѓународно признавање на Македонија.
донесени на 25 јануари 1991 година, 17 септември 1991 година и 19 декември 1991 година. Или ако споруваме за посетеност на музеот, неминовно да има нели групни посети, но она што ме интересира е индивидуалната посетеност, колкава е застапеност и колку нашите граѓани сакаат да видат што се изложено во овој музеј. Музеот има различна структура на посетители, индивидуални, групни, од земјата и од странство, организирани групи на ученици, студенти. Мислам дека сме едни од најпосетените национални културни установи во нашата држава. Во рокот 11 години постоење може да би имаме над пола милион посетеност. Значи, граѓаните фактички ги интересира секое каче, секоја восочна фигура во музеот. Од ајдутското движење па се до декларациите за независност. Секако најголемата историска личност е представена тука. Гоце Делчев, идеолог на македонското револуционерно движење. Сите восочни фигури се оригинални, во оригинални димензии, ликови, извадени од фотографии. Значи, целокупното каче има свој значај во музеот на македонската борба. Неминовно да прашаме и за странците кои што ги имаме во огромен број низ годиниве. Секако сакаат да посетуваат музеј, па еве какво искуството со нив како водич? Според моето искуство како водич и интеракција со странците сум доста пријатно изненаден од нивното познавање за македонската историја. Некогаш и дури самиот сум зачуден од прашањата кои ќе ни постават, неочекувани прашања од странски посетители во музеот, кои директно Најчесто што прашуваат еве? Па зашто сте кренале во стание, дали која била причината за борбата, дали не сте се чувствувале убаво во рамките на Османлиската империја, дали во организацијата биле вклучени личности од различна национална верска припадност, дали само христијаните, муслиманите, дали било дозволено цркви, која била главната религија во музеот и други работи кои фактички јас сум бил изненаден од самите прашања. Напоменавте дека се фасцинирани најмногу од оваа поставка на националната револуционерна борба. Што е тоа што странците ги фасцинира кога ќе ја видат оваа поставка? поставка? Далековидност, значи буквално нивната далековидност, бидејќи во даден момент во време на 19-тиот век, крајот на 19-тиот век, кога се создаваат национални држави, вие да зборите за еднаква рамноправност на сите граѓани без разлика на верска, национална припадност, родова припадност, значи секако тоа воодушевува. Сега кога зборуваме за родова припадност, ќе напоменеме дека денес сепак се одбележува денот 23 октомври, денот на револуционерната борба. Интересен е фактот дека и жените завземале учество. Тоа го дознавме тука во музеот, па еве како домаќин ќе кажам во овој музеј, кое е според вас најголемото значење на оваа борба? И токму вклучувањето не само на мажите, туку и жените како активни учесници, за кој што може би малку се зборува. Најзначајниот аспект на борбата секако е слободата на Македонија. Секој сакал да даде свој принос во ослободувањето на Македонија, вклучувајќи ги жените. Во самиот почеток на музеот е представена Сирма Војвода, една од најзначајните ајдутки на македонското ајдутско движење, подоцна и член на македонската револуционерна организација. Румена Војвода, за која малце се познава, иначе имаме представено портрет од неа. Сестрата на Гоце Делчев беше активно вклучена во редовите на македонската револуционерна организација, значи има застапено жените во македонската револуционерна борба за слобода. Музеот ја представува целокупната борба, историја создавање на посебна држава. Секој сегмент е битен во музеот, вклучувајќи ги првите официјални востања за ослободување, Разловечкото од 20 мај 1876 година и Кресненското, познато како македонско востање, кој впрочем представува прво востање од национален карактер на граѓани на македонски народ за создавање на своја сопствена држава на 17 октомври 1878 година. Тука е поставено во музеот и печатот на главниот штаб на македонското Кресненско востање, устројството на македонското Кресненско востање, односно целите идеите и кратки црти. Што е нешто би го издвоиле и би го препорачале задолжително да се види, барем кога зборуваме за македонската историја и револуционерниот дух на нашата земја?
Секако, значи треба да се видат Разловечкото восстание од 20. мај 1876 година, бидејќи се работи за прво официјално вооружено восстание за ослободување на Македонија, иако зборуваме за локален карактер на восстание. Секако тука е и македонското, односно кресенско-македонското восстание, кое до година одбележува 145 години јубилеен настан и фактички представува прво восстание од национален карактер на македонскиот народ со создавање на своја сопствена држава, како реакција од неиспочитувањето на членот 23 од Берлинскиот мировен договор. Тука е печатот на македонското кресенско восстание, секако тука и предодбеничкото движење, каде се поставени фундаментите за македонскиот јазик, книжевност. Фактички тоа е борба за слобода, меѓутоа и самоопределување, меѓутоа не преку вооружен отпор, него на културолошки план. Секако тука се Георгија Полевски, автор на Тријазичникот, тука е Гливар Прличев, автор на Оарматолос или Сердарот, тука е Крсте Петков Мисирков со неговото антологиско дело за македонските работи. Всушност тоа представува и основа за денешниот македонски литературен јазик. Како што реков, Гоце Делчев, идеологот, водачот на македонската револуционерна борба, врши целиот идеја создадена современата македонска држава на Демократска федерална Македонија на 2 август 1944 година, Асно, како и независноста на Република Македонија или денешна Република Северна Македонија, секако основачкиот состанок на организацијата, како што рековме претходно, на 23 октомври 1893 година беше основана на организацијата. Тука се представени нејзините 6 основачи, пред се и високи интелектуалци, Антон Димитров, Христо Батанџиев, Иван Хаджи Николов, великанот на македонската револуционерна борба, основач идеолог Дамјан Даме Груев, Петар Попарсов и секако првиот претседател на Централниот комитет, доктор Христо Татарчев, и до година се одбележуваат јубилејните 130 години од основањето на македонската револуционерна организација. Одлично. И еве во иднина која поставка или некое случување во музеот треба да дојдеме да го посетиме? Па сега на 8 ноември ми се чини дека организирање на изложбата посветена на Тоше Проески, а до година се надевам, бидејќи се работи за јубилејни настани, битни датуми и години за македонската државност, ќе успееме да реализираме некоја изложба за потребите на јавноста, на граѓаните на Македонија. Сепак е јубилејна, 120 години Илинден, 120 години за македонските работи, Крушевската република и други јубилејни настани за потреби за македонската револуционерна борба и борбата на граѓаните на Македонија со создавање на своја сопствена држава. Ќе ве замолам само да испратите една порака до нашите гледачи на Црвена линија, онака во историски дух, што лично им порачувате за овој празник? Мојата порака до граѓаните да се ја почитуваат историјата и да се сакаат својата држава, бидејќи без жртвата на луѓето кои се представени во самиот музеј, немаше да ја биде ни оваа држава. Или ја големо благодарам од тимот на Црвена линија и секако Телма телевизија, што ни дозволивте во овој празничен ден да бидеме во музеот на револуционерната борба и секако се надевам дека повторно ќе се сретнеме на некоја нова поставка. Драги мои, драго ни е што бевте дел од ова малку поинакво празнично издание на Црвена линија. Секако утре повторно ќе бидеме заедно во наш стил со нова тема и ваши вклучувања. Ве препуштам на програмата на Телма телевизија и секако ви посакувам убаво попладне. Довидување од мене.